Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. Hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets. Ooh. Другари и другарки, Сергеј Поповски. Здраво, живо, добре ни дојде. Добре ме најдов. Фала ти што ни ја прифати поканата. Фала ви што ме поканивте. Се бркавме на некој ден и беше многу зафатен, многу млад дечко, ама многу зафатен и тоа е за радување, што значи уште има млади кои што слуша добра музика. Чим те ангажираат наваму натаму, 21 година, среќен роден ден, пред една недела беше, веќе легален и во Америка. Конечно, да. Ако појдеш таму на турнеја, ќе можеш да пиеш пиво. Кажи ми, дали се одмори од тие обврски од минатата недела прво? Да речем дека сум одморен. Мислам се уште има многу настани кои ќе се прават во иднина, значи наредно е сега Охрид фест, кај што јас прв пат ќе настапувам и со моја прва авторска песна. Авторска песна, што ќе кажи твоја авторска песна, комплетно кант авторска или кој ја напиша, кажувај? Ја напиша Огнен Неделковски. Огнен Неделковски, текст валјда, а музика? А мелодијата, музиката беше Филип Неделковски, а аранжманот на песната беше Рубин, нашиот Рубин. Рубин Димковски? Да, што беше во Поздрав, снимано кај Рубин? Да. Кај Рубано, кај Рубин, одлично, супер екипа, значи си собрал, одлична продукција си одбрал, мислам дека не се сомневам дека звучи одлично. Значи излезена е песнава, има да ја слушнеме или мора прво да биде на Охрид фест? Мора прво да биде на Охрид фест, значи премиерно таму. Кога е Охрид фест годинава? На 31 август во, мислам дека ќе биде околу 21 часот, така да во живо можете тоа нешто да гледате. Значи ова уствари ексклузивно ни го кажуваш, дека за прв пат ексклузивно, да. настапуваш на Охрид фест, ќе ти посакам, не посакувам успех на фестивали, затоа што уметноста не е за надпреварување, таа е за облагорадување. Ќе ти посакам прво да си поминиш супер во Охрид, да ги запознаеш сите кои што да го искористиш моментот да се дружиш што е можно повеќе таму и да ствараш контакти кои што понатаму, како што ми кажа сега пред да почнеме со снимање, имаш сериозни планови. Да. И кажи нешто, уште нешто ексклузивно, кажуваш што ќе се дешава со Сергеј во... Еве, уште едно ексклузивно нешто што можем да го кажем и да се пофалам воедно е тоа што и ова година не само на Охрид фест, туку и на Макфест ќе настапувам со исто така уште една авторска песна. Добро, значи во една година две авторски песни во, да не речам веќе доста познати фестивали во ширум Македонија. И традиционални фестивали што со години. Во секој случај тие се од тоа што е останато најдобрите два фестивал Скопски, не знам и дали постоеле, колку не следам македонски фестивали. Ама сега покрај вас, покрај емисијава ќе морам да ги почнам да ги следам тие работи одново. И се надевам дека барем за мене е надежно штом пејачи како тебе почнуваат да настапуваат таму, валјда има, како се века, надеж да се кренат повторно на сериозно високо ниво. Да. Кажи ми, сакав да те прашам, во кој жанр е песната што ќе настапиш на Охрид фест? Па на Охрид фест, воено еве и за Макфест. Пошто те познам како рокер. Да, како рокер, ама ова е сега баш интересно, пошто ќе биде баладично поп.
Поп? Поп. Што би рекол јас патетично. Патетично, така. И затоа и така ја почнавме емисија. Инаку јас и ти се знаеме бевме колеги во еден кол центар. Ако сака да кажеме кај сме биле, че си плата. Да, треба процента, да. Да, и таму се зафркававме стално на Сергей нонстоп пееше на паузите, пошто имавме по 1 сат паузи. Или че стално пушташе некои балади кои што се за спивање, за уживање. И јас стално викав, аман доста со тие патетиките. Ама јас такви си сакам. Значи, одиш со балада, одиш со нешто кое што го чувствуваш, навистина знам дека ги сакаш тие работи. Сега, ајде да се вратиме малку на почетоци. Почнуваш да учиш пеење во Матрикс, кај Денис Димовски. Точно така. И таму го формираш, тоест го формирате првиот бенд The Flames, така? The Flames, така. Ај кажи ми нешто за The Flames, затоа што е исклучително интересен бенд со 2 девојки, 5 души сте се на се. Многу интересен состав, да, и многу интересна приказна, значи The Flames, па со мојата колешка, да ја наречем колешка, пошто заедно одевме во Матрикс, приватното училиште, а со Маја Марија Богдан, и решивме да направиме бенд со кој ќе свириме Evergreen. Evergreen и такви. Такви жанрови. И само објавивме на стори, не памтам, на Инстаграм, само бараме гитарист, бараме тапанар. И сите не заследи, ама никој не сакаше да пише. Сите се сраме. Сите се сраме, ама на крајо пиша првиот гитарист што се појави Филип. Така. И кажи ми како изгледа, му правевте аудици? Не беше како аудиција, појдовме само на кафе. На кафе појдовме, што свириш, како свириш. Ова ни е целта, вака, така, готово се согласувам. Супер. Кога проба? Да, и ритам гитариста сум само. Ајде сега и соло гитариста ни треба. Готово, не е проблем. И го најдовме едно дете, значи стварно фантастичен вокал пред се. А и после како и гитарист, Лука Марковски исто така тој одеше Матрикс. Тој има таков природен и натрен глас, што едноставно, не знам, може да вика до толку онака со такви. И никаков проблем нема. Никаков проблем. Може да вика 2 дена и не зарипнува. Имаме дури видеа, значи снимано на Инстаграм, на кај мене, значи има на профилот што ден денеска, значи стои тоа видео, значи многу музикално дете. И после дојде за басиста. За басиста не можевме баш многу да најдеме, оти ретки се басистите сега во Трешницава. Можам да го потврдам. Да. И само не знам од кај се најде, реков, така, баравме неколку недели, само Филип беше шо го најде и Чупе, тој само вика, имаме едно Чупе, басиста. И јас само вака се зачув, Чупе, да свири бас гитара. И ајде слободно. Значи да имаш басистка или тапанарка во бенд, тоа е сон на секој пееч. Да. Сон на секој член на бенд. Ти имаш басистка или тапанарка, тоа е епски, толку е ретко, а истовремено толку добро изгледа, што не може да е неуспешен тој бенд. И што е бенд. интересното, кај Чупево, ајде си рековме дека 100% да свири Evergreen и такви некои следи работи. Не, Чупево, метал сака да свири. Rage Against the Machine. Па, да не ги набројувам тие бендови, ама... И сега како направивте од металка? Па не знам... Evergreenка. Па не знам, едноставно се случи така како магија, онака, само се договоривме, ајде, една проба да одржиме, одржавме таа пробата и сите се вклопивме. Мислам, добро сега, нормално на почетокот тие 5 минути, на секој раката му се треси, на секој ногата му се треси, сега секој сака да го покажи своето најдобро. Првото пребродување тремата од самите себе. Да. И супер истаравме, знам и то памтам дека најпрвата песна што пробавме беше Creep од Radiohead. И многу фантастично, значи беше. И сега за жал Маја Марија не остана долго беше во бендот, пошто си имаш таа други обврски и така остана бендот, па мислевме за име,
За името беше многу интересно исто така. Значи ние Бевте еден од ретките бендови кои што се уште немаше, како се вика, настап, ниеден, Да. ама бевте комплетно спремни со Така. маички, со лого, со така, 300 чуда. Логото го направи Лука. Лука Марковски, пошто тој учи сега, ова година ќе биде 4-та година индустријско и е графички дизајнер Така. и го дизајнираше Супер е логото. логото. Фактички беше како сокол и гитара. И затоа така изгледа како гитарата да има крила. Така. И сега, ајде да најдеме сега значи, ја гледаме се ја сликава како да се вика имево, да изгледа јако со сликава да се совпаѓа како Сокол, што се гитара, Queen и гитарски се соколи, соколски гитари. И само не можеме никога да се погодиме. Јас само викам Промаја. Зошто Промаја, Сергеј? Ами на Сергеј му така му е интересно Промаја, пошто прво македонско и второ демек децава кои ќе се спремаат и нормално сега ние привлекуваме на пример генерација од Така. тие по 16-17 Средношколците, тинеџерите. Да, што сака на пример рок, да не речем и метал, ете, Металика се Така. свири. И па интересно е на пример детево пред да оди на свирка да вика бабо, јас одам на Промаја. И на баба кој ќе речеш И на дека баба ќе да ти оди на рече, Промаја. ќе ти рече Шо? сине облечи се. Така, така. Рече И тоа беше сине. интересното, ама на крајот Сергеј не се послуша за тоа нешто и имаше како она, не знам, на Google се може да го најдеш и некое рандом име ќе ти дај и The Flames Official мора да биде да стои така, значи и така, тоа беше името и логото. Интересно. На тоа ти е те предизвик, пошто почнуваш сол кариера, полека, бендот кој што ќе те следи, да речеме, во соло кариера, тој си го крстиш Промаја. И се замисли концерт во Борис Трајковски, купуваат 15.000 души карти и одат на Сергеј и Промаја. Сергеј плюс Промаја. Плюс Промаја. Бабе, облечи се, ќе настиниш. И баби ме ги гледаш облечени се до таму. Така со појас и Да. онака волнени, да не се фати За полањата на двата. Сега The Flames е супер приказка и првата свирка имавте, мислам, некаде во локален кафич во Точила. Не беше точно, туку беше ваму Мирор, кафе се вика. Тоа е покрај река, нашава позната Так. река, убава. Најубавата река на света. И тука ни беше првата свирка, тоа беше 2023 година, значи зимото. И интересно беше за тоа што иницијатор за свиркава да се случи беше од Тапанарчево мало, мајката нејзина вика, ајде мора да правите вие свирка сега зимово, мора. Па биди, Јас само родителите реков, ваши се ајде, прилика зашто моја не? генерација, така да ние уште сакаме да свирки. И само ајде да спремиме репертоар. Леле, во 2 недели само 18 песни спремивме и ние со 18 песни требаше да излеземе и да направиме журка од 2,5 сати. И Ама колку интерес- пати ги повторивте? Па да ти кажем право 4-5 пати само кад сум бил млад ја повторив. Па се види, таја зона се почнува секој бенд, секој гитариста, секој пејач. Кад сам бил млад е една од првите 3 песни што се учат. 2 акорди и 3 строфи кои што се бунтовнички. Сега ако сакаш да бидеш музичар, мораш да тргнеш од тука. И што беше друго и Smoke on the Water, ја знаат сите гитаристи. Сите гитаристи, ама. Да, барем За Тапанарот да не зборувам. И некако прави, кога спомна сега Тапанар, да ти кажам, многу сте биле среќни што ви била басистката металка. Значи, страшно е кога земеш во бенд кој што сакаш да свириш малку пофина музика, а Тапанарот ти е металец. Тука е долга нива за орење. Тогаш е, знам. Ама се па исклучително посветени и многу брзо уче металците. Барем тоа Да, тоа е точно. Од Поготово искуство со го кажа. ритмиката тие се страшни, значи Да го- колку брзо што свира. да го затвориме поглавието The Flames. Сега ќе спееме уште една песна. Готово. Текстот си го побара, си го имаш тука, ако не можеш да го отклучиш, ќе ти го отклучам да го јас, отклучиме, ајде. Вака. За да преминиме на следниот бенд, кој што се случи пред некое време исто. Така. 21 година само, веќе соло кариера, 2 бенда,
Ајде, ќе продолжиме да правиме муавет. Waking up to ash and dust, what my brawn, I sweat my eyes. I'm breathing in chemicals. I'm breaking in, shaping up, and checking out at the prison bus. This isn't the apocalypse. Whoa, I'm waking up. I'm feeling my pulse enough to make my system go. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Whoa, 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 oh, whoa, whoa. Radioactive, radioactive. Whoa, 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 whoa. I'm radioactive, radioactive. Welcome to the new age. New age, баш се вклапува. 21. New Age 21, 21 година и идиме The Doctors. Сега имавте The трибют Doctors. минатата недела со The Doctors на камената бина во проектот Нула до култура, свиревте Queen. Прво да ви честитам, одлично сработено. Баш и ко се договаравме, рече немој сега имаме секој ден по цел ден проби. готово, Значи ептен да сакаме да звучи кој што треба, одлични бевте, значи за толку млади дечки еден од најсложените бендови кои во историјата на рок-н-рола. Браво. Продолжете така. И сега изјавим, земав тогаш на гитаристот и на тапанарот гитарист дека доктор работите авторска музика, ама инструменталки. Шо правиш таму во авторската? Во авторската е па вака, тие инструменталките се направени пред јас да се вклопам со бендот и ги имам слушнато. Фантастични се. Сега не можам, мислам, не знам ако има изјавено тие, например, за која жанра се инструменталките, ама се уште не можем ништо да кажем, пошто... Си каже етнофолк. Такво нешто. Или етнорок. Етнорок, уствари. Да. Етнофолк рок. Веќе со мешање од на жанрови, крајот не се најдува. Сега јас отко дојдов во бендо, сега ќе правиме уште две нови со се вокал. Значи веќе работите две нови. Да, во етнорок фолк или нешто сосем различно? Фанки? Тоа е супер. Можем да кажем дека Red Hot Chili Peppers е тука инспирацијата за тоа нешто. Иако јас сум повеќе инспирација за Queen од Фреди, ама така. Ако пак лежи вокалот. Ако и Red Hot и Queen и сега тоа се две различни ери на музиката во секој случај. Дефинитивно. Комплетно различни, али дефинитивно за времето исклучително влијателни и до ден денешен влијат на младите музичари, што е исклучително важно. Особено вие барем кои што одите малку по потешкиот пат, ја би рекол онака. Не навлегувате во оние лесни жанрови кои што исака 80% од популацијата и така натаму, кај што добро е што не влегувате и во причата која што еве наши, еве да речем, да не мора да правиме муавет за турбофолк, може да правиме муавет за експлоатација на народна музика која што веќе преексплоатирана, веќе некои песни, ајде сега да не набројувам, ама веќе ти се ежи кожата ако ќе ги слушнеш, секој ден ги препеа, секој ден ги сними, одиш на некој концерт, мислиш дека одиш на концерт и слушаш истата песна. Дајте бе, малку прочепкајте, има и други македонски песни. Ја немам ништо против фолклора, напротив. Минатата емисија со Зарина Прва Севда ја снимав, која што работи етно музика, која што работи фолклор, ама која работи на правилен начин. Работи како што треба, а не за разлика од некој кој што сака да изиграва на 25 години комит и војводи. Биди комит и војвода на своето време, направи нешто ново. Точно така. А не со преексплоатација на 90 или не знам 900. И да, и мафта ме знамината, мислам, не може да забегуваш во тие работи.
ќе ти биде поубав живот. Фала му Боже. И значи The Doctors следуваат кога ќе ги снимате, за колку време може да ги очекуваме? За колку време можете да ги очекувате? Па искрено да поминат вака фестивалите, пошто сепак овие големи фестивали бараат сосема многу работа, многу напор бара. Поготово, значи, еве да наречам за Макфест. Во неделата да наречам по 3-4 пати јас треба Скопје да бидам. Да се снима песната, па ова не штима, па она не штима, па ова вака, па онака. Си треба работа. И така, после тие да ги завршиме, да ги завршам јас тие обврски, после тоа се фокусираме сосема на The Doctors. На The Doctors. И авторското наше. Сега, ќе ја прекинеме работа, тоест муабетов скроз, има луѓе кои што се другари на емисијата и мора да ги спомниме. За почеток имаме нов другар, а тој е Бутик Кул. Ова преуба кошула е од Бутик Кул, да одите си купите, има феноменални работи, ако сака да видите, сега ќе бидам, како се вика, тривијален, да видите кул. Шега настрана, дечки, навистина одличен избор на облека, можете да забележите, преубави кошули, маички, фармерки, све и свашта. Вториот другар. Вториот. Урбанера. Ема од Урбанера. За тебе имаме една машина за пишување. Печ машина за пишување. Значи, ова да те потсеќа дека треба да пишуваш твои текстови, како пејач. Јас ти го велам ова, не мора да значи, ама би било добро. Да си го ставиш на некој ранец, на некоја маичка. Преубав е, да те потсеќа на емисијата, да те потсеќа на Ема Урбанера. Сите можете да ја најдете на Инстаграм, можете да ја најдете на Фејсбук. Феноменални работи, не само беџови и накид, веќе изработува маички, изработува торби, феноменални дизајни, интересни, кои што ќе се изненадите какви апликации прави. Сега јас баш си порачав една во недела ќе ми стигне, нема да откривам, за да појдите на Фејсбук и на Инстаграм да видите се што има. И третите наши другари се ВГ бар и ресторан Аура. После снимање одиме да се освежиме таму. Фала ви што сте дел од оваа емисија, се шириме, значи, веќе сме со тројца поддржувачи на емисијата, нешто кое што го почнавме со Александар Кустос од Александар Актис и така натаму на една зафрканција седнавме овдека на овие две фотели, се снимивме еден муабет и рековме па, зошто да не? Ајде да го правиме, еве веќе 16-17 емисија, тројца пријатели, значи се развиваме и имаме секој ден се поинтересни и гости, и поголеми, и звезди во растење, онака, во изгревање. Сега, да го продолжиме муабетот за Сергеј, како се гледа поиќе како член на бенд, како фронтмен на бенд или како соло кариера. Од овие кои што ги спомнуваш како идоли, тие беа, особено Фреди се прослави како фронтмен, Да. а кога проба сам? Не одеше, знам јас и филмот, тоа го имав кажано и на емисијата Пат до звездите, кај што ја се надпреварував на финале и баш ми вика за Queen, дали колку знам, што знам. Во живо сето се емитува, јас само кажувам 7-8 пати ми е прегледан филмот Bohemian Rhapsody. Цела приказна му ја знам и за тоа колку тој се измачувал со соло кариерата, иако има фантастични песни. Не, има фантастични песни. Фантастични песни. Ама приказната која што ја носи со уште тројца, четворица околу тебе кои што се на исто ниво гениални како тебе. Ти Queen не станува збор само дека го има еден од најдобрите пејачи во историјата, ако не и најдобриот. Тука станува збор дека го има еден од најдобрите гитаристи во историјата. Шо воено и тие биле како вокали, и сите, само тие има хармонизирани вокали. Значи само и сега си го слушаш Фреди Меркјури, да, тој гласов феноменален, одлична е песната, ама точно така. Нешто фали. Фали Queen. Да. Фали Queen.
Па и би затоа Секој ќе проба, али на Да. крајот на кришта, затоа те прашав како секој си има своја приказка. Ти како ја чувствуваш, Јас вак, како би значи, сакал да се развиваш? со тек на време вака како што настапувам се повеќе и соло и со бендови, вака повеќе бендови, искрено да ти кажам, соло повеќе можам да се издвам себе си и вокално, а пак ова со бенд како фронтмен да се гледам, го гледам како едноставно хоби, кое што ми е како инспирација даена од Фреди Меркури. Ама дефинитивно така како соло пејач, солиста да речем еве, Една повеќе работа, истакнато. една работа што е многу важна кога ќе се работи во екипа уметност. И во главна уметноста е екипна работа. Значи, не можеш да направиш се сам, така? Да, да, Кога си бенд, можеш се, освен продукцијската работа. точно така. Така, мада може да се случи да се направи студио, па да научите да работите и со миксети и така натаму, па и да си ја продуцирате сама музиката. Сам можеш да направиш комплетна песна, можеш и да ја снимиш, ма никогаш нема сам човек кога како бенд кога ќе седне да ја работи песна. Ти 4 ума се стално подобри од еден. Добро, би го има право, да. И на крајот на краиштата кога си сам влечи кон она како се вика ете покомерцијално да речеме, како бенд можеш да останеш повеќе братски, онака да бидеш потврдо. Да, да, да. Затоа и тоа е на пример Чувај ги двете и експериментирај во двете. да, да, да. Експериментирај Во соло можеш и ако сакаш комерцијално, ако сакаш андерграунд, немаш тука на пример некои си лимит. А пак со бенд е дефинитивно, значи исто како со фамилијата треба да си ја собериш, вака луѓе, вака и вака. Не, едниот ќе рече не може. Другиот ќе рече ајде може, третиот ами од кај да аз, мајте, шо ајде, врска нека биде. Стално го има и тој, ами ја не знам, дај кажи за Било ја, така, дај да што ќе оцвирам. кажа така. А па последниот, што зборувавте? Него нема. Заспал дори правите му. Да, Ма види, така тие е. се феноменални моменти. Реално експериментирај во сите области, експериментирај и жанровски, значи и рок, и поп, и фанк, и диско, и све, сошто сите тие се блуз, Па зошто дури да не? народно, зошто да не Па правиш зошто народно? да не нешто фолк? Да, зошто е фолк фестивал Ландова некој ден да биде? О. И тоа би било интересно. Ти си човек, мислам дека едноставно сакаш да пееш. Да. Сакаш да пееш се. Ја ќе ти речам, пошто навистина си исклучително квалитетен вокал и веќе имаш доволно и вложено и во едукација на значи не си од улица со работење со еден професор како Денис Димовски долго време, не е играчка. Поздрав за него. Тоа е што се вели пола факултет завршен. И ко стасавме дотаму да се запишеш на факултет да учиш нешто. Готово се така. запишувам. Баш гледав и да ти кажем право и гледав за факултет. Само нема да биде музика. Само нема да биде Не е само за важно, факултет. не е важно Битно се заврши. да го искусиш студентскиот живот. Многу е важно тоа и на крајот на краиштата едукацијата, особено на општата, е многу важна. Да не се зафркаваме и да станеш најголема звезда, треба да со секое појавување да бидеш поелоквентен, треба да бидеш пообразован, да можеш да изразиш мислењето и ако станеш влијателен, ќе треба тоа влијание да го користиш си за подобрување на заедницата. Затоа кој ќе рече, кој ќе му речат уметниците со уметност да се занимава, нема што да гледа ваму. Со што сакам ќе се занимавам кој ќе сум влијателен. Точно така. И нема да ми кажеш сега. Обично уметниците се добри луѓе и ќе гледат да направат добра работа. Затоа им сметаат на некои кои што сакат да се занимаваат само да одлучуваат, ми викаат ти да си ја гледаш уметноста таму. Не, ќе си гледаме се што сакаме и ќе гледаме и да ве превенираме да правите глупости во општеството. Сега колку што е можно. Не спомнавме реалното шоу, не го спомнав. Ти го само го начна. Кажи ми шо беше тоа? Шоу во Пат до звездите, Да. така? Па тоа шоу првата сезона за прв пат кога се емитуваше, таа на Алфа програмата се емитува и баба ми цело време гледаше, ама сето јас да се симнам долу да ја слушнам шо пе како пе луѓево,
сето беше народно и дали еднаш два пати зачекав само англиско и само баба ми вика оди, ајде пријавувај се. Не, и викам, не, што ќе барам јас таму народно се. Народњаци сето не ми е место. Тогаш и таков мајндсето ми беше што си мислев дека ти треба само со бенд и така нешто рокер си. Не бев отворен до толку и да размислам поопштирно како оди музиката. И сега се пред неколку веќе месеци се отвори втората сезона и за пријавување и само и викам на баба ми ако начекаш дека втората сезона да се пријавувам. Кажувај, се јавуваме. И се случи тоа нешто, се јавувам. Здраво, дали може англиска да се пее и оти гледам дека да не речам се тоа е претежно македонско, да не е проблем, англиско може. Супер. Готово. Пушти видео да слушнеме, ако е сето таман, готов. Иди. Пуштив видео, одма го снимив, во истиот момент исклучуваме и само зедов укулелето и Love of My Life. Ја свирив, ја испев и ја пратив и добив одговор, готово, пример си. Супер! До кај стаса, кажу? До кај ста, Не се танчи времево до кај стаса? До финале. И колку души бевте во финале? Во финале бевме 10 души. Значи, фактички по правило бевме 6 души и 4 кои ги вратија со преку СМС гласање и А ти беше меѓу тие 6 кои што беа инстантно жири, директно. И со жирито, да. Така, и нема да те прашувам за крај на резултатот, и рековме, уметноста не е надпреварување. Одлично е што сте биле 10 талентирани дечки накрај да ве гледа цела држава, колку што има и сепак е национална телевизија во прашање, одлично искуство сигурно си имал. И сега ќе се одјавиме со една песна, како се вика? Crazy Little Thing Called Love. Од Queen. Ги скапавме зборување да ги свириме нешто од Чичко Queen. Чичковците Queen. Чичковците Queen. Чичковците стварно не. Чичковците Queen. Така. Чичковците кралица. Ајде. Like, share, subscribe. Следете ги The Flames, следете ги The Doctor, следете го Сергеј и следете не најмногу нас. Се гледаме за 7 дена. Чао. Vesting color, I just can't handle it. Vesting color, it cries in a crowd all night, getting ready. Crazy little thing called love. Vesting color, I must get right to it. Vesting color, I must get right to it and ready. Crazy little thing called love. There goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me all kind of fever. She puts me in a cuckoo sweater.